Овдека со години се обидуваме да на некои луѓе таму што наводно се у законодавен дом, да им објасниме дека работат против законите. Бидејќи се собираме под спомеников на Павел Шатев. Мислам дека ќе ни паде на глава еден ден, еден од најшколуваните правници македонски у историјата македонска. И сакам да поставам многу едноставни прашања, зашто со комплицирани ќе ги збунам. Прво, кој закон го погрешиме ние кога го раскинаме договорот со Топлификација? Законот го дозволуваше тоа. Тоа е првото прашање. Второ прашање, по кој закон БЕК ги зема нашите лични податоци од Топлификација? Ја тврдам дека таков закон не постои у Македонија. И Топлификација зашто им ги дава. Третото прашање, ја тврдам дека БЕК нема лиценца за работа за наплатување на она што го викаме ние парно. Нема лиценца. И едно полупрашање, то судиите, дали дефинитивно не сватија дека на овој начин направија од извршителите милиардери, бидејќи ако еден извршител зима 500.000 евра годишно, не знам, со помош на судот, мислам дека не треба да им биде право. Ова е комплет против законито водење на постапка. Ние го видоме тоа на 28. Ја ќе кажам слободно, видоме толку глупост на едно место, таква концентрација на глупост од страна на владеачкото мнозинство, бидејќи сепак е тоа чекмеџе на ВМРО ДПМН и они го бранат него законот, си ги бранат парите. Тоа е. Така е. Сигурно си ги бранат парите, ни парите им се најважни. Законот, каков закон? И многу сакам да поздравам нивниот фронтмен, господјата Авировиќ, со незините дрва, станови, електрични грејања и останато, бидејќи очигледно дека жената е навистина фронтмен која во прашање глупост. Исклучиме. Никакви надоместици да плачеме ништо. И ние тогаш сме се исклучиле. Потоа ни доаѓа после 4-5 години да плачаме. Ние немаме ни договор склопено никој. Треба да се склопи договор со некој за да ви се праќа сметки. Тоа го немаме ние. И најглавно, во исти град, во Скопје, барат како и Србија, Бугарија, има 3 топлификации. Двете не ги плаќа сметки, само ова плаќа сметки. Како може законот да важи за нив, а за нас да не важи? Тоа е основно. Значи немаме договор, исклучени, кога законот дозволи да се исклучиме, ти можеш од денеска да кажеш важат овие прописи, ама не уназад. Ние сме сите такви. Овдека јас сум Славе Крстовски, жител на Охрид. Ова е веродостојна исправа. Овдека пишува предлог за донесување решение за кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа. Ова нели е исправа? Врз која исправа они мене ме теретат овдека во Скопје, на син ми станот? Мене ме теретат. По кој основ? Кај го има ова? Го нема никаде. Ова е исправа. Охрид. Веродостојна. Со кое право? И еве син ми си направи од парното греје, вештачењето. Еве го, кај иде парно? Каде иде парно? Ова го нема никаде во свет. Имаме уште едно прашање, тоа ќе биде до 3 групи на граѓани и субјекти, а тоа е прво се граѓаните. Сакаме да ги прашаме граѓаните дали некој од нив видел оригинал фактура од БЕК. Значи ние сметаме дека такво нешто воопшто ни една фактура оригинална не е издадена. Тоа е се само некоја копија со некој фотокопиран подпис. Дури не е ни лицето кое е подпишано нема ни име ни презиме, таму и некој фотокопиран печат. И тоа е фалсификат. Исто така сакаме да ги прашаме и нотарите што заверуваат.
Oni заверуваат веродостоен документ врз основа на тој криминал, односно тој фалсификат. И третата група, тоа се судиите, сакаме да ги прашаме врз основа на што не судат. Не судат врз основа на тој фалсификат. Lopovi, predajte se 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 lopovi. Pa isto je ovo je isto.